Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Трошоците за живот растат, платите стагнираат, граѓаните едва и врзуваат крај со крај. Во услови кога животниот стандард на граѓаните е сериозно загрозен, власта предлага целосно неефикасни мерки, води погрешни економски политики, а на крајот цехот го плаќаат граѓаните. ДПМНЕ не прифати ниту еден предлог на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Не се прифати ниту предлог законот на СДСМ за покачување на минималната плата, ниту амандманот за повисоки плати со буџетот за 2025 година, ниту предлог законот за укинување на данок на додадена вредност за храна. Но затоа, наместо реални мерки за подобар живот за граѓаните, Мицкоски им овозможи на трговците да се богатат на грбот на граѓаните. Од помпезно најавуваната есенска кошничка добивме само раст на инфлацијата за месец ноември за 4,3%. На едно 4-члено семејство му се потребни 62.021 денар за да може да го помине месецот. Не само што растат цените на прехранбените производи, туку и за 1/3 во однос на лани се зголемени сметките за струја. Дали во математиката на Мицкоски постои формула како со минимална плата од 22.567 денари, дури и двајца членови од семејството да ја земаат, можат да преживеат во месецот. Мицкоски најави и новогодишна кошничка со наводно пониски цени на прехранбените производи, но по истиот модел, откако ја најави, тој им остави време на трговците да ги зголемат цените. Очигледно е дека за новогодишните празници кошничките на граѓаните ќе останат празни, а полни ќе бидат само касите на трговците. Почитувани, не смееме да дозволиме работниците да бидат оставени на маргините на општеството. Повеќе од кога било е потребно зголемување на минималната плата. Растот на минималната плата не е само економска потреба, тоа е и морална одговорност на секоја влада. Со ова темпо на раст на трошоците за живот, веќе е созреана потребата од 500 евра минимална плата, за да можат граѓаните да имаат пристоен живот и да ги покријат основните месечни потреби за храна и услуги. Ако владата и Мицкоски беа барем малку грижливи за граѓаните, како што кажуваат дека се, тогаш во 2025 година ќе ја зголемат минималната плата на 500 евра, за да се заштити стандардот на работниците и нивните семејства. СДСМ, како одговорна партија, нема да отстапи од грижата и посветеноста за обезбедување посигурен и квалитетен живот на граѓаните и на стопанството. Повторно повикуваме да се прифатат нашите предлози за повисока минимална плата и за укинување на данокот за додадена вредност за храна. Ова се решенија кои се во интерес на сите граѓани. Сите ние носиме одговорност да им помогнеме на граѓаните да имаат пристоен живот. Доста е веќе од лаги и од лажна грижа. Граѓаните заслужуваат и очекуваат влада која се грижи и работи за нив.